Дали сте го прочитале зборникот на Миладиновци? Тоа е најзначајната книга на македонската преродба, знајдничко дело на двајца браќа од Струга. На 24. јуни 1861 година првите примероци од зборникот излегле од печатницата на Анте Јакиć во Загреб и биле испорачани на претплатници. Објавувањето на зборникот го овозможи хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмајер. Ова епохално дело содржи 584 песни од разни краишта на Македонија. Струга, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Дебар, Кукуш, Костур и така натаму, кон кои непосредно пред објавувањето биле дополнително приклучени и 76 бугарски песни од Софија и од Панаѓуриште, што Константин ги добил од Чолаков. Песните се поделени во различни групи: самовилски, други стари, црковни, јуначки, жалјовни, смешни, љубовни, свадбени, лазарски, за водици, за Ѓурѓовден и жетварски. Зборникот содржи и други фолклорни и етнографски материјали, детски игри, свадбени и годишни обичаи од Струга и Кукуш, народни верувања, преданија, играчки, сопствени имиња, поговорки, гатанки и така натаму. Дали сте слушнале за Кироцефалус пелагоникус или велинското ракче кое живее во Пелагонија, во локалитетот викан Локви, во близина на селото Големо Коњари Прилепско. Ова ракче го има само тука и никаде на друго место во светот. Домот му е во вода која има мали количини сол. Местото Локви изобилува со алкални дождовни басени, односно вирови. Ракчето има единствена комбинација на морфолошки карактеристики. Многу е мало, околу 2 центиметри, но има цврста обвивка која му овозможува обстанок и во зима и во сушно време. Ова е карактеристично најмногу за женското ракче, кое кон крајот на месец мај ги полага јајцата.